мене е много драга, защото става се бавам последния няколко години, близко е много до моят докторат. И е тема на която секогаш много желам да говорам и до сега много пъти сме зборал. Ова е мој втор пат да зборам на македонски на темата, така што сум малце по-опуштен. Тој пат беше мината година во Институт Конфуци. Фала на Елена за поддршката и за соработката. И тоа е тоа. Не ми должи премногу, значи, како што најавилисте, ќе се обидам во моето предавање да зборувам за кинеското искуство во регионот на Централно-источна и Источна Европа и како развојот на настаните со кинеска дипломатија во регионот служат како еден вид лекција за тоа што ќе се случува понатаму и што може да се случува со развојот на иницијативата Belt and Road на глобално ниво. Чисто како бекграунд, бидејќи верувам не сите се целосно запознаени кога се говори за Кина како или економска сила за што зборуваме. Кина е во моментов втората најголема економија во светот, пред 7 години го зема местото на Јапонија. Наскоро се очекува да го преземе местото на Соединетите американски држави како водечка економија во светот. Веќе по некои стандарди на АМФ во некои категории ги претекува сад, меѓутоа кинеската влада не гира дека го трпи и вели дека работи на тој историјата си го земе својот курс. Кина е најголем трговец, најголема земја трговец во светот, најголем извозник, втор најголем увозник и најголем примател на странски инвестиции и втор најголем инвеститор. Во 2020 најверојатно веќе ќе биде прв инвеститор со поголема сума на инвестиции од САД. Под 30-40 години од оно што се нарекува кинеско економско чудо, веќе последните години кинеската економија се нормализира и забавува. Меѓутоа, тоа не значи дека се забавува нивното излегување надвор. Напротив, еден од трендовите кои што замногумено беше неочекувано е дека со забавувањето на кинеската економија всушност се зголеми излегувањето надвор. Тоа е перспектива на политичка економија, процес преку кој Кина како што го адаптира домашниот раст, така и го адаптира своето присуство, односно своето организување со остатокот од светската економија. Едно од прашањата кои што не би сакал сега да ги дискутирам, верам со оглед на тоа што има солидно деличарско присуство во републиката, врската помеѓу државата и пазарот во функционирањето на кинеската економија, односно прашањето колку е Кина социјалистичка. Накратко само државата се уште е главен економски играч, односно возач, има возачкото место во кинеската економија. Најголемите предпријатија во Кина се државна собственост, иако нели приватниот сектор пред некоја време го пристигна по волмен државниот сектор, сепак тоа е високо регулиран и стратешки насочен од страна на државата, и дури понекогаш иако нели собственоста е приватна, прашањето како се носат од другите слично, има политички одговор поради искуство, односно подреденоста на продуктивните сили во општеството на интересите на комунистичката партија. И оно што е веројатно најважно од целиот овој развој на Кина е оно што има најголем удел за човечката популација, односно буквално за популацијата на целата земја е тоа што Кина е шампион во намалување на сиромаштијата. Овој гиф, веројатно сите сте го виделе во последно време се ширеше по социјалните мрежи. Ова е слика на, се извинувам што е мало резолуцијата, меѓутоа може да се види, ова е вкупната популација на сиромашни луѓе на земјата од неколку децени назад до денес. Овој голем квадрат е Кина, значи по размер едно мало квадратче е 10 милиона луѓе. Во Кина зборуваме за повеќе за речиси милиарда сиромашни луѓе кои што се намалуваат повеќе кратно. И ако се видат, например, милениумските цели на Обединетите нации, единствената милениумска цел која што се исполнува
е намалувањето на светската сиромаштија, тоа најголем дел поради Кина. И кога се праша некој како партијата во Кина има легитимитет и поддршка да прави тоа, е веројатно главниот аргумент. Така што накратко тоа е за што е Кина како економски играч. Ова е еден графикон кој што започнува некаде во 17 век, края на 17 век, почеток на 18 век, кој што ги прикажува најголемите, односно уделите на различните географски области и земји во светската економија. Следеното е Кина, кој што може да видите до 1820 расте до тоа да биде најголема економија во светот. Зеленото е Западна Европа, фиолетовото е САД, небитно. Битно е да се види каде е ситуацијата денес. Значи, во некоја макроисториска перспектива, она што аналитичарите укажуваат за растот на Кина е да всушност не е тоа раст на Кина, туку исправање на историска аномалија, тоа е овој период кога Азија се вкупно, значи не само Кина, тука и Индија, нивниот во светската економија се намалува на сметка на растот на особено Соединените американски држави. Важно се види денес, значи не расте само уделот на Кина во светската економија, туку повторно расте Индија и повторно расте остатокот од светот, на прво место Африка. Затоа исто да го лобиматираме и затоа изборуваме подоцна. И сега нормално е како што кинеската економија се расте или се враќа или доаѓа кон тоа место на водечка, односно втора водечка економија во светот, нормално е дека таа станува се повеќе проактивна и поамбициозна. Ова е графикон за кинеските инвестиции надвор, значи overseas foreign direct investment од Кина кон светот, со забелешка дека ова е веројатно некомплетни податоци, што е многу тешко генерално да се прават кинеските инвестиции. Голем дел од нив одат преку офшор, преку Хонг Конг и слично. Меѓутоа, трендот во последната декада е дека тие се зголемуваат експоненцијално. Значи, ова што се столбовите, тоа е сумата годишно на кинески инвестиции во милиарди долари. Она што е на другата со протоколната линија е уделот на Кина во глобалниот флоу на странски инвестиции. Освен тоа што Кина е активен инвеститор, таа е многу активен во барањето на власт во светската економија. Односно, еден од главните принципи во нејзиното делување е дека светската економска порава како што е денес е создадена од страна на пред се западните економии, развиените економии и се служи на нивните интереси, при тоа не земајќи доволно предвид интересите и гласот на земјите во развој. Така што, како што расте нејзиниот клауд, таа се повеќе има можност и да го да биде нејзиниот глас слушнат и влијателен и да ги повеќе мобилизира другите со себе. Овој графикон исто така е само показ илустрација, кинеските инвестиции во Европа и европските инвестиции во Кина. Значи, плавата линија се европските инвестиции во Кина, средната линија се кинеските инвестиции во Европа. Ова е 2013 година, пресекот е доста јасен, трендот е доста јасен. Ова е всушност и една од причините за загриженост голема, особено во Германија, Италија, Британија и Франција, кои тие се главни реципиенти на кинески инвестиции и нешто што го формира дискурсот за заканата од Кина и тоа затоа потоа. И сега тој краток поглед за Кина, дајме до прашањето за иницијативата PIDA-EU, односно на македонски било еден појас и еден пат. Како што спомнав, таа иницијатива која што не е нова, иако сега се слуша за неја најмногу, тоа е иницијатива која што е најавена за прв пат 2013 година.
од страна на кинескиот председател Ши Џинпинг на неговиот пат во Казахстан, тоа го најави економскиот појас на патот на силата, кој што е концепт на копнено поврзување на евразиските економии и кој што има определено низа мерки на поврзување не само преку инфраструктура, оно што не е познато за Кина, туку alignment, не знам како се на македонски, или стримлайнинг на јавните политики. Ако не ми помогне се тренирам, благодарам. Разбираме. Значи, заедничко работење на развојни агенди, соработка во трговија, културна соработка и така натаму. Веднаш по тоа, на пат во Индонезија, беше најавен од страна на Ли Кечијан, премиер на Кина, и поморскиот пат на силата, кој што многу слично како економскиот појас на патот на силата има за цел да гради поврзување меѓутоа по море, значи изградба и развој на нови пристаништа, поморски рути и понатака сите тие други концепти, трговија, култура и слично. Заедно тие се иницијативите на еден појас и еден пат. Сега многу е важно да се каже дека иако се најавени во 2013, тие сепак не се во голема мера нешто ново. Она што е ново е големиот наратив, големата приказна, името и приоритетот кој што се дава разновидни и на различно ниво на развој. И кој што повеќе на визија, која што има за цел пред се да му даде значење на евроазиското копно. Како што гледате на оваа карта, нема Америка. Оно што е важно е дека тоа е регионален проект, значи вклучува 65 земји, меѓутоа, иако соработката нели започна со меморандуми на билатерално ниво, понатака проектите се развиваат во целотно регионален тек. Значи, ниеден од овие коридори, освен Чајна-Пакистан економик коридор, не е само за една држава или само за конкретно простор. Ова се широки коридори кои што и воопшто не се строго дефинирани и се разгрануваат и се така намерно, како што кинесите велат, отворени како концепти за да би можеле да вклучат и други партнери и значи не само од овие земји, туку можеби и од Европската унија, па зашто не и САД како коинвеститори и слично. Значи, постојат до моментов 6 големи коридори, на копно и поморскиот пат. Оно што ги интересира луѓето, конкретно верувам за Македонија и Балканот. Македонија и Балканот всушност се дело од поморскиот, тоест повеќе за нив важен поморскиот пат на силата, затоа што идејата е преку Суетскиот канал, кој што во моментов е во фаза на реконструкција, проект кој што е минимум 57% кинески во моментов, преку Суетскиот канал да се градат, односно се возобнуваат старите рути низ Медитеранот. Клучно е тука пристаништето Пиреус во Атина и оттаму поврзувањето нагоре низ Балканот. Сега дали Македонија ќе биде дел од тоа или ќе биде рутата Грција, Бугарија и Србија, останува да видиме. Оно што е интересно е дека Италија е доста компетитивно вклучена во развивање на овие рути. Особено пристаништата во Венеција и интересно Трст. Пред месец и пол во Пекинг, например, италијанскиот премиер се труеше да ги изрекламира Венеција и Трст како одлични дестинации за Кина и да намами кинески инвеститори на нив. Тоа е прилика Belt and Road. Ако има некоја прашање тоа што не исполнам почетокот, јас сум спремен да ви одговорам, така што не се плаши да ме прекинете. Зошто има едно прашање, ако може да вратиш мапата? Зошто има две, едното што иде таму каде доаѓа таму од северот на Кина до, не знам таму, Финска или што е тоа, а другиот ваму што иде малце појужно. Поморскиот? Не, поморскиот,
двата копни. Да. Това са различни коридори. Ова е, они го викаат прв евразijski лендрич и тој проаѓа низ Русија. Тоа е оствари Транссибирскиот. А вториот е преку Казахстан. Сега логиката на кинезите дека е и безбедностна и економска. Значи, они за нив е во моментот важно да се градат повеќе коридори. Од најпроста економска логика, самото градење на коридорите пумпа многу профити. Меѓутоа, другата економска логика е, според нивното убедување, дека светската економија во услови на стабилност и мир ќе расте и ќе има потреба цело време од нови и нови рути. Меѓутоа, конкретно за овие два има и безбедносен аспект, а тоа е дека Кина никогаш не е удобна со Русија. Тие во моментов се блиски, меѓутоа таа блискост е повеќе од нужност или некаква удобност, отколку што е од убедување. Така што, ако се направи анализа, всушност повеќе се инвестира и многу повеќе се емфасис застава на овој нов евразijski лендрич, кој што копнен мост, кој што прави низ Казахстан, Белорусија, Полска до Германија. Веќе неколку рути, веќе неколку возови, неколку градови се поврзани таму. Исто тоа е важен, зашто преку него се поврзуваат и другите коридори. И тоа овој коридор па сепак е битен за да ја удоволи Русија од друга страна. Така што тоа е таа логика. Оно што не се гледа, например, на ова мапа е тоа дека се работи на арктичко поврзување. Значи, веројатно овој руски коридор ќе оди некаде до Финска, ќе има финско поврзување, ќе има северните руски пристаништа, Кина е многу заинтересирана за Арктикот, исто тоа што не е видливо, а што беше актуализирано на Велтенов форумот е улогата на Австралија и Јужна Америка. И оно што последно не е видливо на новата е улогата на Панама, која што пред непол месец таа беше последната значајна земја која што го признаваше Тајван, а не Кина, и тоа се сврте со признавање на Кина. Најмногу поради кинескиот интерес во Панамскиот канал. Така што всушност сите овие мапи се продуцирани од не кинески извори. Ова е конкретно аналитичари од Хонконг, кои што се Кина, меѓутоа не за Кина. Кинезите не имаат некоја одбивност да дадат дефинитивна мапа. Они зборат генерално за коридорите, меѓутоа се уште не се осмелуваат точно да ги покажат на карта. Што тоа е од нивната логика дека тоа е се уште работа која што се развива. Уште едно кратко само прашање. Излегува по објаснување дека горниот пат е исто така речиси билатерален, не е само тој со Пакистан доле. Ако е направен само да ја задоволи Русија, горе поминува евентуално Монголија и тука е, не знам, влезна Европа би морал да влезе некаде. Води во Европа, значи евразijsko поврзување. Не е билатерален, има голем улога Русија, и Пакистан не е билатерален. Да, ама имаше други земји. Ама јасна е работа. Да. Ще да прашам. Што е суштина на Конголија? Значи само градење на инфраструктура или фабрики, што? Не, значи има многу области на војавни политики. Значи, основната, уствари, ако ги отворите стратешките документи, не е инфраструктура, основната е policy coordination. Значи, координација на јавни политики и развојни агенти. Значи, идејата на Кина е со овој проект да го испреговара својата нова позиција во глобалната економија, со тоа имплицитно и економскиот поредок. Значи, тоа исто така значи промоција на еден модел на економија која што е водена од страна на државата, затоа што тука преговара строго влада. Второ е поврзување преку инфраструктурата, трето е трговија, четврто е финансиска соработка. Значи, многу договори се подпишуваат преку во сферка на промоција на кинеската девиза, РМБ. Културна соработка, во поглед на економија, оно што се промовира сега гледа како концепт е тоа што кинезите го викаат Production Capacity Cooperation. Тоа значи, например, постоечки или потенцијални индустријски капацитети во едно место, кај што, например, локалната економија нема нешто им фали, дали им фали ресурси, дали им фали финанси, дали им фали знаење. Тука Кина влегува со
тоа што Кина може да го понуди, отворени се да и за трето партнерство, конкретно западна економија, со што би се рестартирало производството или би се почнало ново производство. Парадигматски случај е Смедерово во Србија, кај што нефункционална железара, влезе кинески капитал и сега се рестартира производството. Друго не го прашање? 16 плюс 1, вероятно сте чули за 16 плюс 1. Значи 16 плюс 1 е дипломатска иновација на Кина, односно во форма за соработка со 16 земји од, како што не го дефинира, регион на Централна и Источна Европа. И тоа во пракса тоа е регион Централна, Источна и Југоисточна Европа, затоа што ги опфаќа и балканските земји. Ова е слика од самитот во Суџо во 2015 година. Значи тоа беше третиот самит, четвртиот самит. 16 плюс 7 како идеја уствари тлее во кинеските дипломатски кругови уште од 90-ти години, кога сметаа дека по распадот на Советскиот сојуз многу од овие земји ќе бидат оттргнати од влијанието на Москва и ќе бидат слободни да имаат независна външна политика, меѓутоа многу брзо е разочарани, затоа што овие земји се преориентира прозападно, има моралистичка външна политика, но наистина сакаат да се работуваат со Кина на база на идеологија. И тоа, после тоа нели многу од земјите се работува со Тајван, така што соработката не беше на некоја завидно ниво. Меѓутоа 2009 година Ши Џинпинг, тогаш како потпредседател патува во регионот после финансиската криза, и тогаш веќе започнува да се интензивираат контактите. 2011 во Будимпешта се случува форумот за трговија меѓу Кина и овие земји, кај што е неформално започнување на 16 2012 официјалниот почеток во Варшава, и од тогаш има годишни самити кои што се случува после тоа Букурешт, Белград, Суџо, Рига и оваа година во Будимпешт. Оно што е важно на сликата е ова овде, значи слоганот со кој што кинезите ја промовираат соработката е дека 16 плюс 1 повеќе од 18, односно дека синергијата меѓу овие земји е повеќе од само нивниот збир. Ова се на карта отприлика земјите кои што се важни за оваа соработка. Со црвено се земјите членки на Европската унија кои што се дел во 16%, тоа се значи 3 балтички земји, 4 вишеградски земји, Словенија, Хрватска, Бугарија и Романија. Со жолто се балкански земји кои што не се членки на Европската унија, тоа се Македонија, Албанија, Србија, Црна Гора и Босна. Многу важно за соработката е Грција со Македонија и со Бугарија. Австрија, која што исто така обземат, и Украина и Белорусија, кои што имаат посебен статус. И Кина, особено затоа што има длабоко стратешко значење како извори на технологија и војна технологија. И тука нормално е Косово, тоа што е особено значење кога се збори за Кина, затоа што преку војната во Косово и бомбардирањето на Југославија 99-та, и тоа е еден значаен процес со бомбардирањето на кинеската амбасада, кај што Кина добива нов идентитет на глобалната сцена. И од тогаш нели важи риторика дека дури Србија да го признае независно Косово, Кина никош не би го признала. Така? Спомнав, значи, за односот на Кина со Европа за коридорите преку Азија што поминува што доаѓаат во Европа, ме интересира каков е односот конкретно со Пакистан во регионот, дали Пакистан е најголемиот кинески сојузник и пријател во регионот? После тоа на крај пошто се префинансира. Ова е од, значи, што го спомнав преска патот на Ши Џинпинг во регионот. Тогаш, значи, Ши Џинпинг е еден од главните архитекти на 16 плюс 1, го смета како еден свој личен проект. Значи, 2009 година, во својот прв позначен пат странство, тој ги посетува Бугарија, Унгарија и Романија, кај што веќе се развиваат регии за соработка. Меѓутоа, ова е главниот архитект и за 16 плюс 1 и за
Белтен Роуд. Не знам дали некој го препознава ова лице. Ова е мадам Фу Йинг. Фу Йинг е во моментов председателка на Комисијата за надворешна политика на Народниот партиски конгрес. И таа буквално е еден од главните визионери во кинеската надворешна политика веќе последните 20 години. Препорачувам кој сега поише се запознае со риториката на Кина да ги прочита нејзините текстови, кои пишува многу на англиски, зашто образована во Англија. И во соработка со Ши Џинпинг, таа е дел од тие поблиски негови кругови, еден од главните гласови во формирањето и на 16+1 и на Белтен Роуд, како наречен. И имав еднаш можност да присустваме нејзин говор, и навистина е многу досетлива и многу острумна. Тоа што може да е интересно за феминистките истражувачки е да се занимаваат со кое тоа нејзиното влијание во како особено главен женски глас во кинеската политика во формирањето на кинеската надворешна политика. Сега, зашто, како што реков, Фу Йинг е еден од линковите на поврзување на Ши Џинпинг нормално, на поврзување на Белтен Роуд со 16+1. Сега, мојот настав е 16+1 како лабораторија за Белтен Роуд. Тоа би можел веројатно да го објаснам и преку овие анекдотални наративи, меѓутоа многу е важно да се сфати како функционира надворешната политика и зашто е важен концептот на лабораторија. Од самото самостојување на Кина, тоа е една огромна земја, многу комплексна, Кинеската комунистичка партија го развива концептот на буквално експериментирање со различни политики, различни методи и кроење на владењето според условите во кои што тоа се случува. На домашно ниво тоа е многу лесно да се објасни, буквално секоја провинција, секоја градче, секоја област има јавни политики кои што се одвецкуваат, кои што се развиваат согласно локалните услови. И владе оној дух на trial and error, односно пробување и грешење и пробување одново. Во формирањето на надворешната политика, исто така, за кинезите е многу важно своите идеи, кои што ги, особено ако се важни идеи, особено ако се идеи за кои што понатака ќе се развиваат на глобално ниво, да ги тестираат во различни региони, на различни места и да видат кој ќе биде одговорот, успехот, кои ќе бидат проблемите, како тие понатака може да се подобрат и да бидат поефикасни. И тоа е еден од случаите со 16+1. Значи, ја не викам дека 16+1 е единствениот избор за Белтен Роуд, напротив, многу други иницијативи исто така се избор за Белтен Роуд, нити пак единствената цел на 16+1 е да служи за развивање на Белтен Роуд. Тоа е една од целите, иако сметам дека е една од поважните цели, затоа што во поглед на, иако се види тајмингот, 16+1 беше развивано 2011-2012, а Белтен Роуд 2011-2014. Така што, она што ми дава охрабрување, ова е буквално една моја хипотеза и оригинален придонес во истражувањето, тоа што и во многу форуми и самите кинески академици го потврдуваат тоа, дека 16+ во голема мера служи како платформа за развивање на големата кинеска визија. Сега, како лабораторија, јас се здругам 7 принципи кои што се важни, кои што Кина ги тестира и ги учи преку 16+1, а понатака ги применува на ниво на овие 65 земји преку Белтен Роуд. Првиот принцип е, на англиски би го нарекол state-led growth hacking, односно преку доминантна улога на државата, во дипломатијата и економската дипломатија, да се најде начин да се стимулира развој, преку развој и трговија. Значи, ако видите, ова е графикон за економската размена меѓу Кина и земјите
од регионот, овие 16 земји кои што се вклучени во соработка со Кина. Жолтата линија е вкупната трговија, црвената е кинескиот извоз, ова е кинескиот увоз, значи очигледна е разликата, меѓутоа она што е важно е генералниот тек на трговијата. А тоа е дека 2008 да се случи глобалната финансиска криза 2008, трговијата расте експоненцијално скоро декада и пол. Што се случува финансиската криза, нели трговијата паѓа, за понатака да има некој неравномерен раст и непределив раст. И не случајно посетата на Ши Џинпинг во регионот се случува баш кога трговијата е на најниско ниво. Затоа што Кина во тој момент сваќа дека потенцијалот на овие земји со оваков пристап е толку. Значи, едноставно, до овој момент трговијата меѓу Кина и 16 земји зависи само од пазарните сили, односно колку ќе произведат. Кина колку ќе излезе, колку тек имат моќ да купат и слично. Со 16% кој што се случува некаде во овој период, Кина врти нова страница, во која што буквално се обидува да го координира целиот тек на соработката преку строга инволвираност на државата, односно многу видлива и многу јасна инволвираност на државните институции. Така што, веројатно, за да се процени економскиот ефект, значи многу скептични гласови велат дека 16% парадоксално не е успешен економски проект, затоа што нели после тоа паѓа трговијата, па не се оправува и слично. Проценките се дека уште неколку години нема многу да расте. Од се биде ставено. Меѓутоа, предпоставката е дека во овој период тие сваќаат дека нив им треба многу по-длабока поврзаност со овие земји и по-длабока соработка, политичка, за да би можеле да создадат нови начини на стимулирање. Првенствено, исто така и стимулирање на економскиот раст на овие земји, затоа што сиромашни земји не би можеле да купуваат кинески добри. Особено не би можеле да купуваат напредни кинески добри, како што се возови, сателити, нуклеарна технологија и така натаму. Се може нешто да прашам, врска со претходната прекур. Да. Само може да пратиш. Во однос на извозот, зашто возот расте бавно, никош не паѓа? Што тоа ќе му везува другите земји? Што везува? Да. Од Балканот везува највише raw materials, значи суровини, прехранбени продукти, ништо сериозно не везува. Значи тоа е многу мало. Те се основа. Да, тоа што го кажеш на наредниот слайд е дека исто така причина за создавање на 16+1, она што Гените го вика, е бар во односите со Кина, Централно-Источна Европа, да ја стаса бар малку од малку Западна Европа. Ако видите, значи плавото е кинески извоз, црвеното е кинески увоз, жолтото е тотална трговија. Ова е Западна Европа, ова е Русија, ова е Централно-Источна Европа. Значи, оно што е изненадувањето е дека всушност Централно-Источна Европа има трговија прилика околу Русија, дури во последната година и повеќе од Русија, затоа што особено со флуктуацијата на цените на нафтата, проблематично беше руска деноминала да функционира. Меѓутоа, асиметријата помеѓу Западна Европа и Источна Европа е очигледна. Таа што ти форма во која што ние ќе помогнеме на Источна Европа да дојде на ниво на соработка со нас, бар приближно колку што е Западна Европа. Што е еден од моментите на студирање на пушите на понатака. Чисто илустративно пак тоа се види на глобални рамки, колка е трговијата. Значи не е само Западна Европа, понекаде колка е трговијата меѓу Кина и САД, и Кина и другите во Азија. Значи, идејата на 16+1 е да се бустне, да се стимулира учеството на земјите од регионот во кинеската глобална стратегија. И тоа веројатно ќе биде и со многу други земји од Belt and Road. Ако видите, парадоксално,
големите крупчиња се многу подалеку. Belt and Road крупчињата се многу помали. Особено ако се земеме пред дека се некои од овие земји се со огромна популација, например Пакистан, Индија, Бангладеш и така натаму. Така што идејата на Belt and Road, ако идејата на 16% овие крупчиња се зголема, одека идејата на Belt and Road е тоа да се направи по целиот овој потез во Централна Азија и Средниот Исток и Северна Африка. Ова е еден графикон кој што покажува дека е доста разноврсна сликата на регион. Не знам колку време има. Колку се? Имаш уште 15 минути. Не, ми сам го испрашам. Не, добро, не сум го пола. До кога сакаш до 9? Ова е во поглед на инвестиции во Европа, исто така може да се види дека колку поцрвена, толку повисоки инвестициите. Германија, Франција, Британија се земјите со најмногу инвестиции, земјите во Источна Европа многу малку. Ова е по регион. Значи црвеното се големите три, Франција, Германија, Британија. Плавото се нордиските земји, жутото е Јужна Европа, помаранџевството Источна Европа, така што гледате дека тоа е многу малку на европско ниво, така што целта на 16+1 е да се заголеми учеството на глобално ниво. Може да се види дека најголемиот дел од кинеските инвестиции се во ривниот регион, САД, Африка и така натаму, така што Кога зборуваш за лоши и зборуваш за странски инвестиции? не, само за трговија. Зашто скоро се беше мали бе причинјата за трговија во азијските земји, а големи се странски инвестиции од Кина? Зависи кој азијски земји. Значи, огромни се крупчињата на Хонг-Конг, Тајван, зашто тоа е уствари еден вид и офшоринг, особено со Хонг-Конг. Огромно е со Јапонија, зашто се многу економски зависни од Јапонија, купуваат технологија и слично. И тоа е другите земји, и ова се пред кинески извози. Значи, во сите овие земји има многу слична структура на трговија како со Источна Европа. Многу мал извоз, многу голем кинески извоз, многу мал извоз од страна на овие земји. Че тоа е првата лекција, улога на државата да се стимулира економски развој. Втората лекција е институционализација на соработката. Значи 16+1 е еден вид прото-меѓународна организација. Ова е органограм во овој на моја колешка од Кинето работен органограм на соработка, да сега не се гледа многу. Меѓутоа ова е годишниот самит на премиери. Ова е националниот координатор. Ова се неколку други канцеларии кои што координираат соработката. Имате минимум 7 други сектори меѓу кои соработката се развива. Тоа е она што ги назива people to people контакт, што вклучува академија, образование, културна соработка, туризам, правни институции, трговија, инвестиции, конективити. Имаше судска меѓу суди, значи конективити, технологија, инновација, земјоделство, шумарство, здравство, политички партии, локално ниво, значи буквално нема веќе министерство во овие 16 земји кој што нема соработка со Кина. Нема и било каква институција, тоест има, ама повеќето веројатно се вклучени во некаква соработка со Кина. И оно што е предизвик, например, сега за 16 земји да координираат таа соработка, не знам колку националната координација функционира, кај добро функционира затоа што тоа е игра на стратегија. И секоја година експоненцијално се зголемува бројот на институции. Значи, во моментов има околу 17-18 канцеларии, односно на ниво на меѓународни организации, секоја за себе, која што се занимава со одредени активности. Значи, од агенција за туризам, агенција на граначалници, агенција за енергетика, за шумарство. Оно што е иновативно, може да видите, сите овие организации се во различни земји. Тоа што е Македонија ќе биде културна соработка, требаше да биде туризам отиде во Маđарска, поради неактивноста на Македонија.
Сега се нели предлогот е како за културна соработка да биде во Македонија. И ова е многу иновативна страна на кинеската страна, затоа што они имаат слични формати за соработка во Латинска Америка и Африка. Меѓутоа, тие се многу централизирани во Кина. Сите овие канцеларии се формираат најчесто во Кина и се раководени од кинези. Овдека повеќе се вклучуваат и земјите од регионот. Меѓутоа, исто така се децентрализира соработката и во Кина. Значи, ако видите, за прв пат во една ваква кинеска иницијатива, активни се провинциите, градовите и локалната власт. Значи, постојаното експо на овие 16 поседен се наоѓа во Нингу. Самиот кој што беше во Кина, не беше во Пекин, беше во Суџу. Многу активни се градовите Ченду и Чончин, кои што имаат тие за два гради кои што имаат веќе постојани железнички линии со Полска. Така што се работи на еден нов тип на дипломатија, која што не е на највисокото ниво, него се работи буквално на мрежување. И тоа е доста иновативно од нивна страна. Сега прашање е колку овие институции во моментот функционираат, повеќето од нив се уште се во фаза на формирање или се свежо формирани. Меѓутоа идејата е дека со текот на времето тие ќе постанат буквално функционални. Иако кинезите не користат терминот за 16-та меѓународна организација, според цялата архитектура тоа е еден вид меѓународна организација. Интересно е да се види што се случува со Belt and Road. Значи во мај беше големиот форум, кај што беше исторично како и на првиот форум на 16-та во Варшава 2011 најавено отварање на секретаријат кој ќе координира соработка, отварање на канцеларија, друг вид канцеларија и слично. Така што со праксата на отварање веќе кинески институции, како што се Asian Investment Infrastructure Bank и слично, веројатно и Belt and Road ќе добие една структура на мека меѓународна организација, што е повторно создавање тоа со себе си носи цела логика нели на дифузија на идеи, социализација, водење на менталитет и слично. Да, добро. Толку беа следовите, и тоа имам други работи да зборам. Това е вториот концепт. Третиот концепт, кој што сакам да го зборам, е реконструкција, односно конструкција на регионот. И тоа ќе ни треба мапата. Третиот концепт е конструкција, односно реконструкција на регионот. Значи, во моментот кога беше најавена 16+7 и соработката помеѓу овие земји, не можете да замислите каква хистерија беше тоа во Полска и во Балтичките земји, ние не сме Источна Европа. Шо мајка барама ние со Балканските земји на иста маса. И слично до ден денес, 5 години како постои соработката, се наоѓа по некој представник, особено од Вишеградските или Балтичките земји, да преиспита идејата зашто сега ние тука што имаме, шо мајка барама ние заедно на иста маса. Кинескиот критериум е јасен, ова се постсоцијалистички земји кои што припаѓаат или имаат ориентација да бидат дел од Европската унија. И тоа е веројатно главна причина зашто Белорусија и Украина се исклучени од, односно не се дел од соработката, затоа што тие се дел од руската зона на влијание според кинеското гледање на работите и како такви имаат посебна, бараат посебен пристап. Сега тоа е многу интересно. Значи, цялата дебата што е исток, што е Балкан, и слично во Европа е многу сензитивно прашање кој често пати се бута и под тепих. Оно што е за мене најинтересно е што за прв пат балканските земји тука се вклучени заедно на маса со европските земји. Значи, вие имате ситуација која на маса седи представникот на Босна, кој што е рамноправен со представникот на Полска. Земјите од Европска унија, не ние сме Европска. Добре, точно. Тој момент е исто важен, затоа што ние сме препознани како Европа. Може би самите не се препознаваме како Европа, ама ќе не сте викаат, дечки, вие сте дел од Европа и ќе седи на масата со европејци. И тоа е како експеримент многу важен,
особено во тие што се пониски нивоа на соработка, кај што е понеформална комуникацијата помеѓу академици, think-танкери и слично. Ова сега ќе се одрази и во другите делови на Belt and Road, пошто, како што реков, на оваа мапа кој ќе се види, идејата е да се градат нови коридори, нови региони. И тоа е микро соработки, микрорегиони. Ако се вратиме на малата мапа, конкретно по проектот China European Sea Express, односно последниот дел од поморскиот пат на силата, кој што бар во оригиналниот нацрт беше поврзување на Грција, Македонија, Србија и Бугарија преку брза пруга. Тоа е регион кој што има смисла географски, кој што има логика економски да се поврзе, но и тоа кој што поради политичките околности никогаш не бил така промовиран. Тоа е регион кој што вклучува две земји на ЕУ, две земји кои не се ЕУ, и кој што никогаш не бил сматран како микрорегион. И кинесите го промовираат како така. Значи ја предизвикуваат менталната мапа и локална, и европска, и слично. Тоа го прават и во други делови од свет. Тоа не може да се повлече цела дебата и веројатно е тема само по себе. Кратко само, не можам да ја разберам корелацијава на розевију. Значи, како повеќе зборуваш... Розевите се обзервери. Да, како е обзервер, ако им е главна точка Пиреја, ако толку многу пари ќе дадат таму, каква врска имаат едни со други, дали се само онака стајани као бордер на овие други? Не, че оваа мапа е моја. Аха, окей. Оваа мапа е моја, за полесно да ги... Што не можам да сватам опцијата са овие ако се рускава сфера, разберам зашто не ги прекале. Би сакал да дозбориш нешто, да тоа кажеш за Австрија и за Грција нема допирна точка со ништо. Побитна им е Грција, него сигурно примерни градови балкански вету. Добро баш. Што би можеле да скокнат, како што кажа, десно, да отидат Бугарија и понатаму се отвара друг пат. Да, значи форматот на 16+7, особено значи зборам за форматот на самитот годишен на премиери. Седи кинескиот премиер со 16 премиери на овие земји. И секоја година се викаат observers. Секогаш има observers поканети. Кои земји 16? Албанија, Босна, Бугарија, Хрватска, Чешка, Естонија, Маđарска, Литванија, Латвија, Македонија, Црна Гора, Романија, Полска, Србија, Словенија, Словачка. Да. Значи тие премиери седат на масата заедно со кинескиот премиер. Тука секогаш има човек од Европска комисија, Бат Полтанет, некојаш доаѓаат, некојаш не. Има од Европска банка за развој. Има од Грција, има од Австрија. Тие се некојаш само иницијативно пројавуваат желба па ги канат, некојаш кинезите ги канат затоа што се биде. Од Белорусија, од Украина, чак мислам доаѓаат се повеќе луѓе, не на највисоко ниво сега, кои од многу други земји. Од Германија, од Русија, од други земји од Азија исто така, кои што преку Кина гледаат и они можност да се запознаат со регионот. Меѓутоа, формалниот сетап е овие земји. Сега, сите овие земји и другите се исто дел од Belt and Road, така што, например, оваа соработка која што ја кажам сега, Грција, Македонија, Србија, Маđарска, делот Маđарска, Србија, Македонија се дискутира во рамките на 16+7 и тоа кога се прави проектот и ќе се најави како дел од патот на силата. Тоа е све исто така игра со етикети и концепти. Тие, уствари, тоа е многу јака вештина на кинезите, создаваат буквално нови концепти. Значи, тоа преди години не постоело. И дури да се градала таа пруга, таа била пруга, пан-балканска пруга или нешто. Тоа сега е дел од буквално една голема визија и соработката е дел од нови институции. Со кој што е сайд ефектот од тоа нели е и наметнување на идејата дека ќе направи нешто големо и прифаќањето на тоа дека ние сме дел од нешто големо и слично. И така натаму. Значи тоа е дел со регионите, конструкцијата во Турција, особено важно е, мислам дека во поглед на нашиот регион и тие идентички прашања дали сме Европа или не сме. Четвртиот концепт, кој што не би го одам многу длабоко, зашто е доста јасен,
Значи, што 16 по 7 е најавена како South-South Cooperation with North-South Characteristics. Што исто така беше многу шокантно за пољаците да бидат доживеани како дел од глобалниот југ. Значи, во кинеската таксономија на светот нема толку многу исток-запад, уште има север-југ. Северот е глобално развиениот дел, југот е делот во развој. Делот во развој е претежно Африка, бившите колонии, голем дел, односно скоро цела Азија, освен Јапонија, Јужна Америка и така натаму. Сега, освен тоа што тие земји структурно припаѓаат на периферијата, Кина ги третира со посебен третман. Значи, таму има дух на солидарност и дух на заедничка борба против колонијалната хегемонија и исправање на историските неправди пред се економски дефинирани. Значи, тој сентимент преовладува и е водечки во создавање на валута. Оно што го додаваат како North-South Characteristics е дека сепак дел од овие земји се високо развиени, особено Чешка, Полска, Балтичките земји, интегрирани во западните структури и кои што се водат од западни интереси. Односно од интересите на оно што е Core Europe, кои што разговараат и за протекционизам и слично. Во North-South односи, според Кина, нема толку солидарност, туку е тоа баш компетиција и на дискутирање на ниво на надмудрување и стратегизирање. Така што тоа е еден нов хибриден модел, кај што го има и моментот на солидарност, но и тоа е и моментот на North-South односи. Со види сега за Belt and Road, тоа воводно се дефинира како South-South соработка. И тоа неминовно е, особено со вклучувањето на некои западноевропски земји и фактот што рутите завршуваат до Западна Европа, дека има и елементи на North-South. Нели, за да влегам во понатамошна дискусија за тоа ќе треба повеќе и за кинеската дипломатска риторика, слично се збориме, и тоа е нешто што треба да се наблюдува, особено за да се свати како ќе се развиваат односите со Западна Европа и моментот на конфликт, можеби, меѓу Западна Европа и Кина. Оно што е наредна точка, исто на кратко, зашто мислам дека многу ќе биде јасно и веќе спомнал за тоа, е моментот на надменување на историски идеолошки конфликти. И тоа мислам дека е најважното баш во 16+7. Значи, она што е словно во собата, нели, која се разговара за Централно-Источна Европа и Кина, е тоа што овие земји доживеа, нели, пад на тоа нешто управување, социализм, државен социализам, како да го наречеме, со настаните 89-91 и отидоа по патеката на либерална демократија. И кои што долго време беа многу покритички од страна на Кина, кон Кина, од западните земји. Например, скоро читав за реакциите на светот по настаните во Тиананмен 89-та. Најкритичните земји биле уште тогаш социјалистичките земји од Източна Европа, Маđарска, Југославија и слично. Реакциите на западњаците биле во основа на почетокот остри, меѓутоа многу брзо се потрудиле да ја убедат Кина дека тоа е внатрешна работа и дека важно е да се прави бизнес. И Кина го прави тоа од своја страна. Значи, 92-та Ден Шиопин води на таа јужна фамозна турнеја, кај што промовира нови реформи, ново отварање, кои што имаат и за цел да се рестартира економскиот раст на Кина, меѓутоа и да се примаме повеќе западен капитал, со идеја дека стварање на повеќе економска независност ќе остави Кина на рад од било какви притисоци да се смени режимот таму. Тоа во Источна Европа не е во случај, значи поради немањето до економската поврзаност, до Олимпијада 2008 вие може да најдете изјави на високи источноевропски политичари кои што критикуваат режимот на база на демократија, човекови права и слично и повикуваат на промена на режимот во Кина. Со 16+7 за прв пат Кина успеа да ги собере овие земји заедно, да ги седне на маса и да постави консензус дека сега збориме прагматично, се оставаме на рад политички и што многу динамични били односите во бившиот социјалистички блок. Во едно време Кина била
добри со едните, лоши со другите во зависност од нивната релација со Москва. Никогаш тој целиот целокупниот регион не бил оставен на едно купче да има добри релации со Кина. Сега тоа е за прв пат случај и многу пати политичарите и кинески дел регионот викаат дека односите се на највисокото ниво од создавањето на нова Кина од 1949 година. Така што според мене тоа е еден прекритен аспект, и тоа многу важен и во овој случај многу голем успех за Кина, пошто демонстрира дека со доволно економска инсентив, со доволно економски поттик, може да се создаде прагматичен однос и немешање во внатрешните работи едни на други. И тука ова се гледа исто еден аспект дека што се критикува на страна на Западот. Иако, кој што реков, ова е пред се вестернизација, односно европеизација на позициите на овие земји. Затоа што додека тие промовираат човекови права, западњаците беа тие кои што промовираат бизнес во Кина. Така што ова парадоксално следење на западната линија на Кина. Има прашање? Имам зашто. Уште два има. Едниот е, али ај тоа може коментар. Едниот е дека со ИСО 16 по 7, ИСО Belt and Road, Кина фрла ракавица на ова што е хегемонските концепти и конкретно во Европа и на светско ниво, преку заобиколување на центрите на моќ. Значи 16 по 7 го скандализираше Брисел затоа што го заобиколи Брисел, Belt and Road го скандализираше Вашингтон затоа што го заобиколи Вашингтон. Може, ако ви интересира, кој ще збори на коментари. И последниот концепт е дека се промовира логика на буквално trial and error на глобално ниво, затоа што со секоја иницијатива домашна или странска на Кина нешто ќе успее, нешто нема да успее. Некои делови ќе бидат позабрзано, ќе се развиваат, некои понезабрзано. Некои делови кои што биле неочекувано да се развиваат, ќе се развиваат, а некои што се вклучува многу надеж ќе се развиваат. Има многу такви примери ужаснајсе посеени, веројатно така е приказната и на Belt and Road. И тоа што е спротивно, например, и ментално предизвикувачки за западното мислење, а кое што е многу бара точно листа, чек-листа што треба да се исполни и што треба да се кои да бидат чекорите. Кинеското мислење дека работи да се развива во од и дека неминовно некојаш ќе има некои неуспешни проекти, но важно е да се запази големиот тек на работа. И тоа е тоа, ако има прашања. Седем? Не? Ајде, ја ви ликнал на прашање. Тоа за излагање. Што почна ми интересира кинеските медии, само пари, веројатно сакаш да ми проверите. Не, значи, Кои се новите принципи на новиот кинески империализам? империализам. И тоа е многу интересно дали империализам или не. Според може да ти нам доволно текстови кои ќе речат дека е империализам и што толку текстови кои ќе речат дека не. Добро, активно се изразив, не е битно тоа. Да. На слајдеш. Види кој е концептот. Концептот е оно што реков, тоа е првиот и основен концепт. Мобилизирање на државна моќ за поттикнување на економска активност и откочување на економијата и користење на државната рака да се стимулира развој, особено во региони кои што имаат претрпено од кризата и региони кои што никогаш не доживеале поголем бенефит од светскиот поред. Така што тоа е едно основно ниво. Сега дали тоа е алтруизам или не? Можеш да речеш дека тоа е риториката со која што Кина исто така ќе профитира, затоа што таа е моторот на глобалната економија. 40% од светските транспланти е од Кина. Као водечки извозник, колку повеќе луѓе тоа заработуваат, колку повеќе купуваат, тие толку повеќе купуваат кинески добри. Сега е многу од напредните добри се кинески телефони, компјутери, коли, електрични коли, сателити, што рекол, Колку е улогата на милитаризмот кинески во ширењето на економски игра на милитаризмот?
војската игра улога обезбедување. Значи, обезбедување на поморските рути. Знаеш, piracy е, пиратството е, особено на Индийски океан, најзагрозено. Сега за прв пат кино отвара база во Џибути, која ќе има улога да се бори со пирати. Тоа е најверојатно. Јужно Кинеско море, Источно море, исто така, тоа се контести. Сега, ќе треба предпоставка со кој што може добар дел од другите тука нема да се сложат. Моје читање на евроинтеграцијските процеси и влезот на Источна Европа во еврото е дека еврото ги ослабе де факто овие економии. Ја ослабе реалната економија, всушност, оваа земја, направи се помни што таа реална, што таа финансиска, ја правам дистинкција, значи меѓу реална и финансиска, значи производство, реална економија и финансиска, во таа смисла ги ослабе овие земји, повеќето се во долгови, платежната моќ ниска, на некој начин, значи има голяма миграција на работна сила, така од Источна Европа до овие земји нови членки, Бугарија, Романија и така натаму кон запад, че имате некаков интраевропски аутсорсинг на работна сила и слично. Дали политиките што ги предлага Кина се поинакви економските политики? Дали предлагаат нешто што би било всушност јакнење на реалната економија версус ова, нели, по статистики, не знам што, финансиската економија? Која е разликата во природата? Затоа што и ЕУ наводно имаше намера да не засили економски, заедно економски, и Кина исто така има. Значи, која е разликата во филозофиите, што е економско јакнење, ајде да така да наречем? Може ли технички да му помогне на нас да гледа прашање кои постои ги раките, да не видам све и модератори? Дистрибуцијата, реална и спекулативна економија прават и кинезите. И тоа се фокусираат и на двете, парадоксално. Со Belt and Road, тоа е проект кој што се фокусираат првенствено на реалната економија, иако определуваат и поврзување на финансиите. А со спекулативна економија се бават особено во односите со Америка и односите со Западна Европа. Значи, сепак во нивната реторика, тоа што кажеш, има многу голема разлика, значи да, првенствено сметаат дека за овие региони офатени со Belt and Road, вклучително и 16+7, е дека нив им треба многу повеќе поврзување, многу повеќе индустријски капацитети, враќање на промишлени индустријски капацитети, создавање нови. Инфраструктурата кај кинезите, значи не е само метод на пумпање пари, иако е во голема мера и тоа за нив, само и тоа може да го поврзуваат и со даоизам и со традиционално кинеско мислење, и тоа за нив поврзувањето инфраструктурно е корен на било каков економски развој. Значи сегаш кинески ти рече, ако сакаш да се развиваш, прво ти треба пат и поврзување. И они тоа што го гледаат и повторно друга парадигмата север-југ доаѓа. Они кога зборат за коридори во Европа, пред се зборат за исчезнатите коридори север-југ, кои што се буквално од Балтичкото море надоле и понатаму низ Романија и Бугарија. И они со тоа се првенствено фокусирани на тие коридори и сметаат дека со поврзувањето на овие места, освен што нели ќе се заврза со враќања кои што се прилили работи, ќе има немерливи работи, кои што не се мерени ни финансиски, ни преку ресерч, кои што буквално се создавањето на нови идеи за предприемништво, нови идеи за соработка, размена меѓучовечки контакт и реплицирање на искуствата во други места во светот, кај што тоа успеало вклучително, односно најмногу во Кина. Така што за они кои зборат за поврзување од Будимпешта до Атина, не зборат само за еден воз кој што ќе оди и ќе донесува добра економија, него зборат за цела економска активност која што би се создала со поголема интеракција на луѓето од овие места и покрај овие места и кои што ќе се разгрнуваат на
Тоа што тоа е многу поинаква риторика, западњаците што ги речат да чека, вие може би треба би на вас Тоа е вид на интеграција, они што го прават. Апсолутно, они ги користат. Според мене нема тука голема разлика помеѓу Кина и Западот во поглед на реална или шпекулативна или какви да е економија. Клучната, затоа што ствари таа дистинкција е малце лажна. Се е прашање на технолошки развој. Технологијата детерминира дали економијата е реална или шпекулативна, а не нешто друго. Според мене, оно што е клучната разлика меѓу западната економска мисла и кинеската е во тоа, во улогата на државата, тоест на пазарот и на непазарните механизми за организирање на производството и на економијата. Западната економска мисла става примат на пазарот, кинеската економска мисла става примат или може би не става примат, него исто така става важност и на непазарните механизми. Тука пред се државата, но не е само државата. Голема грешка што ја прават често пати луѓето што сметаат дека непазарните механизми се само државата. Не е само државата, постојат бројни непазарни механизми за организирање на економијата. Пазарите се само едно од нив. Според мене тоа е клучната разлика помеѓу Кина и Западот во поглед на економијата. Не е све до пазарот, туку има многу што не е во пазарот. Би ми било интересно да слушам како ја гледаш сега. Они креираат еден регион, меѓутоа ја ќе го подел, се дели самиот по себе на полупериферија и периферија. Каде периферијата би била нели земјите кои се вон ЕУ, вклучително нас. Ме интересира нормативниот аспект на 16+1 или One Belt One Road на Балканот или на оние земји кои не се членки на ЕУ, визави нормативната мок на ЕУ. Тоест, сега кога зборуваш во Берлин за the panda in the room, они ќе ти речат супер ако Кина вложува во регионот, тоа е окей со нас. Меѓутоа гледаме да речеме во Грција, иако она е земја членка, дека ослабнува влијанието на нормативното влијание на ЕУ. Спротивно на тоа на Кина. И мислам дека истото, уствари не знам, предпоставам дека истото може да се случи во овие земји кои имаат авторитарни тенденции по пат. Тоа е едното прашање и поврзано со тоа прашање, како се гледа на оние гранки кои еве се поврзано со Македонија, гранки на конективност како коридорот 8. Да речеме, ако оди или железницата преку Бугарија ја избегнаш целосно Албанија, ако оди низ Македонија, поврзуваш Албанија. Се размислувале воопшто за оние иницијативи кои ЕУ ги има во периферијата или полупериферијата? Например, правила на транспарентност, тендери, како се прават, како се изведува, стандарди, ваква документација, таква документација, до безкрај. Кинезите имаат многу просто правило, ако сакаш да ти направам пат за 5 месеци, ќе ти го направам. Ако направам, ја како што знам. Што нема да се свија како ќе да направим, нека направим. Значи, тоа се два екстрема, кои што сега треба да некако да се испреговара, да се дојат заедно. И сега, јас сум повеќе мајндот на повеќе размислам како тоа се решава и како со кој се предложите за номинување. Значи, судовото номинување ќе се случува, за жал во Европа се случува алармизам. Мислам дека тоа не е толку поврзано ни со авторитарни тенденции или со ништо друго. Дури разликата со Балканот е што не е во ЕУ, па ЕУ нема механизми директно на спореден, но друга страна има пак политичка надмок и може да притисне. Јас што имам слушната од натре е дека некојаш стварно се притиска за затворени врати и дека тоа е едно работето за кој што се преговара. Меѓутоа, начинот на решавање е, што гледаме начин на решање, само да се каже што е позади целата критика. Значи, освен концепцијскиот и нормативниот судир, има материјален судир. Значи, едното ја зборуваш со ЕУ, друга зборуваш со земјите од ЕУ. Пошто во поглед на Кина, Грција е ЕУ член, меѓутоа Грција не е прва која што почна да ситни стават на ЕУ према Кина. Почна Германија. Значи, Меркел беше прва која што одеше таму со економски делегации. Британија додека беше во ЕУ, буквално колото на тоа уште. Франција и Италија, значи Шведска, која што нели human rights и друго,
беше исто една од првите која што бизнес as usual. Така што, кој што реков, тоа е вестернизација. Сега проблемот, зашто е проблем во Источна Европа, а не во Западна Европа? Затоа што тука некој губи. Значи, оној термин кој што германците го користат за хина на Балкана е economic trespasser. Односно да се меша во нашиот двор, во нашиот регион. Затоа сам тука мора да се збори малку подворно. Така што тоа е еден момент, а другиот момент е Ротердам, Хамбург. Особено во англијаните, во нивните извести за Белта народ, јадовен булетин, имат секојаш секција на наблюдување што се случува со Пиреја во Грција. Зашто они сметаат дека создавањето на нови коридори, вклучително нови коридори, кој што треба да оди, може да влијае на намалувањето на значењето на Ротердам. Така што тука завршува европската солидарност, која е материјален интерес. И тоа е да се вратиме на решавање на проблемите. Кинезите тоа го решиле многу едноставно. Викнале германска компанија да работи со нив, да имаат и германците карат тоа и да закидат. Зашто не го прават до сега, не се говориле за цената, според инсайдерски мали. Али ќе постојат и тоа, например, ќе се спинува многу. Мислам дека поврзаност како мислиш со Коридорот 8 што дојде. Не само коридорот 8. Значи, кинезите би градале, значи, што е моментот? Кинезите даваат своји предлози, меѓутоа се многу отворени за предлози и од земјите. Она што го чув, например, последно нешто од страна на бугарската амбасада во Кина е дека сега Бугарија аплицира заедно со Србија за нивно меѓусобно поврзување со кинески фондови. Значи, ако земјите имаат поврзување, например, со Црна Гора, Албанија со кинески проекти. Така што, ако има интерес од земјата, bottom up approach, тоа е исто така многу интересно. Дека на сите тие состаноци 16+1 и за затворени врати, кинезите секогаш доаѓаат со првенствено со празен лист. Моливче запишуваат што е битно за регионот. Така што за тоа јас кога агитирам негаш важно дека не се користат должностите ради тоа, затоа што ако доволно се излобира, доволно се повеќе интерес, може да се најде начин за соработка. И колку повеќе се развива соработка, колку пополни биваат условите, значи нема све да бидат некои луди кредити, има можности за многу по економски исплатливи проекти. И тоа за тоа да се случи, треба малку повеќе стегање на редовите внатре во овие земји. Сепак ова се земји кои што се многу неискусни, не знаат да се справат со предизвикот. Само момент. Имаш прашање? Прво или после? Просто Извини, сам следен. Ако може да се вратиш на тој слайд каде зборуваше за мрежувањето и како во секоја држава има различно представништво. Како за секоја институција, институција. На крај мислам. И сега ме интересира како се стигнува од статус на актив од статус in preparation до актив. Пример. Примери, значи, кога се веќе се испланирани во институции, тогаш е на време. Кога ќе се активираат. Значи, во на почетокот се зборуваше за овие дека се создаваат институции, и тоа никој не знаеше што како. И тука пак е активноста на индивидуалните земји. Например, гледаш Полска, го има најважниот механизмот за инвестиции, и уште еден има, сега не ми е тука листа, не ми е собрала на целиот слайд. И комерцијалната, значи трговската и тргови инвестиции, гледаме само Полска. Тоа е затоа што Полска има огромен габарит, има многу дипломати, многу спремни луѓе, кои што од сам старт ја сватеа сериозно сработката и преговара. Нашите коде опеким оде на шопинг. И затоа механизам у Полска не може да сега и големината на земјата на земјата значи тоа играло во Кина, меѓутоа они пред, значи, она што може би не го спомнав, како многу други работи што не сум ги спомнал, веројатно е дека целата оваа нова соработка и 16+1 и Белта народ, кинезите го врамуваат како предлог. Ако нивен предлог, кај што они имаат интерес, имаат ресурси, меѓутоа, за да има резултат, они сакаат да видат активност од другата страна. Значи, они не сакаат да дојдат тука да градат и ова да видат простор.
ќе сакаат да видат активности од оваа страна и инпут и мисловен, па некогаш и ресурси, нормално во зависност од расположливите ресурси од таа страна. Така што овие институции се сите резултат на дипломатската способност на конкретните земји. Прашање меѓу време. Значи, прво, тоа што највише ми проверя додека течеше дискусија, малце тука јазикот. И се викам, кој јазикот ќе биде на C16, кој јазик се комуницира. Јас спомнам ова што е креира нивната политика и идеологија, она била образована негде. Таму избори англиски, веројатно пак англиски ќе биде јазикот, кој таму нека вестернизација, што пак како бране што ќе според мене нема многу разлика се меѓу Кина и Америка доаѓа оваа идеја. Причина што јазикот на кој што пак се зборува јазикот на интересот, пак не доаѓа, викаат кој е вашиот интерес, ние можеме да ги спрашаме тоа, кога што доаѓа децата, или викаат вие африканци не знаете како, ние ќе научиме и ќе ве уравиме се едно како ќе заврши тоа, може би не, може равноправно ќе се работува, пак има тоа нивни интерес некои да ги пласира тука нивните производи. Тоа значи, го сметам за вестернизација, пак дека ако порано традиционално Западот е материјален, на истокот духовен, баш најматеријалното на тристичните земји се Кина и Јапан. Тие се тие што растат, тие што спроведуваат политика, значи пак доаѓа вестернизација и некоја империализација, тотална глобализација. Тоа е едно мислење што наметнам. Друго, ме интересира да проанализираш малце кога спомна главниот се уште државата е таа Кина што е главен економски двигател што прави државата креира, а не постојат ли некои други фирми таму формирани, може транснационални, па тие исто имаат големо влијание врз бюрократијата таму, врз армијата, може они да може да ја користат на нивна вода да ја терат рода, може се и тие на европски или амерички или се, тоа исто не ми јасно како ги вршта. Друго, ме интересира, не знам како компаративно дали некој ќе истражување дека Кина или низина добронамерност да ги развива некои земји што не се во некој блок, дали ги поврзуваш или некој истражување поврзува со асоциацијата на неврзаните Југославија, порано како имаме кои се толку ќарело, колку не ќарело тоа. И последно, нешто што ми се беше као прашање. Не ми текне сега, после да ти одговориш може. Супер. За јазикот е многу важно прашање, додека не поминат генерациите сите тие стипендисти што се сега Кина да научат добро јазик, ќе зборат англиски. Кога поминат некои генерации кои има долу луѓе што знаат кинески, ќе се збори кинески во 16 години. И тоа е интересно, па на настаните во Белград, ако што сум бил, не се збори толку англиски, кој што се збори српско-хрватски. Зашто и таму има и кинези кои што биле во Југославија и кои што на времето учеле социализам, и учеле јазик, не амбасадорите сите кои што се во Белград, сите зборат српски, овие професорите и балканците таму си се као тома, во таа сторога, и тоа е многу интересно да се види. И тука ќе поврзам со неврзаните апсолутно. Кинеска надворешна политика по тој период на судир со Советскиот сојуз во 60-тите години и по завршувањето на културната револуција дома, во голема мера ја следи таа линија. Значи, многу пати кинези ги речат, ние му бевме луѓе на Тито што он го направи движењето на неврзаните. Денес Кина е де факто лидер на неврзаните, колку и да тоа не е важно или важно. Моментот со Кина во Африка, моментот со контактот со глобалниот југ, се е таа логика на неврзаните и фактот што тоа што не го кажав, во многу од овие форуми, конкретно во 16 години нема толку висока политика, зашто има тука НАТО земји. Слично и тоа, кога се збори со африканските земји, со азијските земји, има тука и стратешки диалог, има и висока политика и слично. Иако, например, и со овие земји има соработка на војна, мада има на војно ниво соработка чак и со Америка. Што беше се второто прашање? Имаше за структурата која За структурата, точно. Значи, ако викам државата во Кина, тоа е една многу грозна генерализација која што е фактички недочна. Зашто државата во Кина, односно партијата во Кина, и врската меѓу државата и партијата, тоа е еден голем комплекс, кај што мора да земеме предвид дека како економски актери се државни држат предпријатијата во државна собственост, како што се вика формално, кои што се државни органи,
Значи, тие се водат како дел од водачката, тие се во стратешките сектори, како енергетика, градежништво, ресурси, комуникации и слично, клучни сектори, тие се буквално се како имаат статус на министерство. Понатака имаш провинцијски влади, кои што е во провинциите, односно не само провинциите, него и градовите, тие места што се со статус посебен на општини, чак и Хонг Конг има како посебни региони. Сите се мешани во креирањето политика и сите ти имаат интерес. Има цели пейпери за тоа како Конкретно дали некој од тие региони па се зависи од некој друг капитал што дошол од друго место? со хилјада дури региони кои што се најинтегрирани во глобалната економија, тоа е например Гуандонг, Кантон и Хонг Конг се разбира. Тоа Хонг Конг е друга прича, кај што има многу странски капитал, и тоа политички е од обединувањето, сега вече 20 години обединувањето, но тесно наблюдувано, близко наблюдувано од страна на партијата. Речеме Гуандонг, Фуџијан и тие јужните провинции кои што се главните места на отварање, кај што влива најголеми странски инвестиции, во сите тие компании кои се правеле, кога беше најголемо отварање на Кина, и стратешките инвестиции беа минимум 50% кинески капитал. Значи големите компании влегуваат со joint ventures, не влегуваат со greenfield. Така што да, странците имаат некој влијание, особено во Бучево, и тоа е минимално и нема влијание на правење политики на врвот. Правењето политика на врвот е многу независно. Сега ти може да се збори за интересот на одредени луѓе на власт кои што имаат свој интерес или ваков или онаков интерес. И тоа воглавно има голема, особено ова коинцидира со на голема антикорупцијска кампања во Кина, кај што не е многу лесно да се отстапи од правилата. Провинции кои што имаат примат, сепак, ама тој примат е со политиките, се западните провинции, зашто во Кина, сега сите мапи нема мапа на Кина и тоа најголемото ниво на развој е во источниот и јужниот дел на Кина. Тие се провинциите кои што имаат грото од економските развој. Западните провинции се сиромашни. И токму затоа западните провинции се вклучени многу повеќе во Belt and Road, зашто тоа е стратегија и тие да станат интегрирани во глобалната економија и тие да имаат бенефит. И особено, например, регионите како Шинџанг, кој што нели има големо муслиманско малцинство, кај што има одредени безбедностни ризици, за кинезите е многу важно економски развиток како начин за решавање на тие ризици. Развојот и растот на секоја економска сила е поврзано со военото растоње и нејзиното надлежно присуство во социјална заштита на нејзините стратешки интереси. Која е гаранцијата дека по перспектива кинезите нема да сакаат да имаат воено присуство во Европа, бидејќи вака картата многу ме подсетува на еден друг американски концепт, тоа е стара и нова Европа. Тоа е прво прашање, второ прашање едно локално, тоа е дали некаде се дискутирали само емит плодниот канал Дунав-Солун и трето дополна, ги спомна швеѓаните, знам кога го купија Volvo, Джели имаше, иако компанијата беше пред банкрот, имаше страшни преговори со големи условувања кои рече си сите кинески ги прифатија, за разлика сад го спомна во Смедериево, кој го купија, да речеме, само што чекаа да им го дадат. Значи, кинезите не се сепак така доминантни, ако има преговарачи од друга страна. Точно има и за тоа како кони што ги немам тука. И тоа да, се уште кинезите не се најголеми инвеститори во Европа. Че се уште тоа е Америка и се уште во многу земји, например, други азијски земји, Јапан, Кореја, и се што тие имаат поголеми инвестиции од Кина. Она што е во Кина конкретно во моментов најважното е ово. Значи тренд. Особено тренд од 2012-2013 на глобалното растење. Добро, јасно. Значи цело време е причата и сега да, тоа варира од компанија до компанија. Например, сега конкретно последние недели, особено Германија развива еден трампистички дискурс према Кина, затоа што Кина последната година купи многу компании во роботика, во
во сензитивни индустрии кои што тие сметаат дека се национален интерес. Тука сега се враќа како бумеранг моментот со патентирање. Ако Кина ги купи патентирана технологија, европејците не може да ја користат. Така што И изнесување на технологијата надвор од да, тоа е значи дебата која што добро ќе се отвара во Западна Европа. И која што некој бране спомна за технолошки развој и економски раст. Сам Кина земја не само што купува технологија и развива нивна технологија, така што тоа е тема за друго предавање. Сега за војска и за безбедност, конкретно која ќе се збори за Кина во регионот, да, сега се збори за безбедност и ризици, ама пред се збори за русите и американците. Јас сум присуствувал на многу грди дебати, особено со луѓе во Полска или во тие земји кај што се зборува за невиновноста на војна, што кинезите ги играат партишта таму. Појаците со русите за разлика од ние тука. Русите во се појаци. Добро, и тоа не би, мислам дека во даден, во некој краток среден рок не би имало никаква можност за кинески трупи во Европа. Значи, она што го има е кинески полицајци во Италија, заедно со италијански, да полицираат кинески туристи кои што не го разбираат јазик. Ама за војска до сега не се збори и они се премногу оптеретени со работите во нивното соседство во Јужното Кинеско море, Источното Кинеско море, западните граници и така натаму. Така што тука мислам дека Не, односно сакам да кажам дека Европа е скептична за проектот баш поради тоа затоа што дека нема војска. Да, кинезите не даваат никакви гаранции. Тие се уште се групираат на меѓународно право и на Обединените нации. Иако Обединените нации не бомбардира амбасадата во Белград, што е еден парадокс, пак Обединените нации? Не, НАТО. НАТО, да, нито се повикуваат на Обединените нации, а меѓународното право НАТО им бомбардира екстериторијално не се води амбасада. Тоа е друго прашање сега на него. Добро, тоа е уште една разлика во менталитетот. Да. Значи кинезите строго тврдат дека војно присуство економски развиток не е заедно. И тоа е уште едно нешто што само историја ќе покаже кој го прави. Така. Моментално се инволвирани во некоја војна? Нема војна, меѓутоа има сега територијални сукоби со Индија последна. Значи има одредени територии што се и двете страни тврдат дека се нивни, околу Хималаите, кај што влегуваат војска едната и другата страна, последно нешто кинеска војска влезе. Меѓутоа немаше пукање, сега сериозно некој. Има патроли во кинеските мориња, значи се градат острови, тоа се територии длабоко доле јужно, кои што Кина тврди дека се историски нивни и од Карпи они сега градат острови цели, не може слетуваат авиони, гаѓаат бродови слично. И тоа судир воен до сега нема. И тоа е прашање за безбедностни експерти. Ја не сум толку у таа област. Се гледа, се наблюдува од блиску. Северна Кореја е ризик, индиректен. Така што има во Африка, во Џибутика, да, Јужен Судан е првото место кај што имаше мирна мисија. Џибути сега има војна база кај што се бават со пиратите, за Сејшелите, Сејшелските острови се збори, меѓутоа Само еден коментар на тоа што го зборуваше за флексибилноста на Кина. Еве и самиот назив и да е нели One Belt One Road, нели започна прво како новиот пат на свилата, но потоа имаше реакции дека тоа е премногу нели и амбициозни империализам и така, практично секоја година го менуваат тој наслов со цел да им акомодираат на останатите да ги инволвира. Сега би те прашала како ја гледаш улогата на Македонија во 16 до сега во новиот во нели целиот комплекс и како Македонија може да имаш еден убав текст за прагматизмот, како може Македонија да искористи од сето. Значи, до Македонија. Значи, можноста е дадена, предложи да се така дадени,
И тоа сега е прашањето до македонската власт, како ќе се справи со предизвик. Пловниот пат, например, е идеја за која што има физибилити студии во Србија, Грција и Кина. Сите 3 места се збори за пловниот пат и се збори како нешто што Кина може да направи. Во Македонија, кинезите ќе прават. Извини, само да надополнам за Србија. Односот на Србија со Кина е посебен случај. Тука ние не можеме се равниме прво целиот однос Кина и Југославија се продолжеше со Белград. Второ имаат кинеска катедра и синолози веќе 40 години, а и точно е фактот дека ако отидете по главните најпознати универзитети во Кина, сите нивни секретари на партија и председатели може да се каже дека 50% докторирале во Кина заради 90-тите години, кога Милошевиќ имаше стварно отворена политика. И тука сега Србија со цело право си во наклони од првото и од трето, меѓутоа особено во 90-тите никој не даваше на кинезите визи за докторски студии и така натаму. Белград беше отворен, така што најголемите универзитети се тоа дипломци, докторанти на Србија. Да, значи, апсолутно зависи од како тоа ќе се справат локалните власти. Значи, една Грција која што имаше многу голем антикинески однос, успеа со кризата со сведет да изигра картата, од никаква соработка со Кина за неколку години да стане звезда на кино во Европа. Значи, зона на регионот има потенцијал. Кога беше во мај Belt and Road форумот во Пекинг, имаше таму еден документ со исходи. Две земји кои што беа меѓу најприсутните со потпишени најмногу документи и договора најмногу соработка, Србија и Грција. Што фали меѓу нив за да се спојат? Бугарија. Трета земја која што сега аплицира за ново е Бугарија, така што постои можност Македонија многу да потребни, но постои можност Македонија да ја заобиколиме. Ова поврзување кој што се најава во Солун ми алудира дека се поизгодливо е второто, и што е било многу тажно. Као што ево кинезите се многу флексибилни, се веќе имаат можност да соработуваат, но не ги користат. Они би градели ако можат и преку Македонија и преку Бугарија, меѓутоа Добро, кај нас постојат предрасуди и незнаење големо. Мислам дека незнаење и немање способност да се препозна и да се справат со предизвикот. До сега така било, се надам дека ќе се смени, не знам, јас секогаш викам. Да, постои факт дека има страшно непознавање на начинот на кој работат, дека кај нив постои флексибилност и дека државата не е, како што спомнати, не е еден монолит кој не може да се пенетрира, него тоа е еден голем систем кој стварно не сака да најде. Концептот на солидарност меѓу народите, така Кина не барала да имаш сентимент на солидарност. Тоа го гледаш нека на државна политика, нека умни глави за да прават, и тоа избира нешто од киното, од народот. Дека ја чуjem представа, още многу слабо им представа дека Кина, но точно кажуваме туристички веќе сега, дека кинезите се многу прост народ, матерички само сега да јадат, пиете, да спијат тука, а во Кина не се им приметуваат, другите веќе студираат едни други, не се им свесни дека постојат други човечки што се така. И тоа да ви го обяснам на културата. Ви сега да се вратам на оваа слика. Значи, апсолутното мнозинство од кинезите кои што живеат денес, или добар дел од нив, до пред не толку далечно минато, живееле во апсолутно мизерни услови. Значи, немале храна, немале превоз, немале ништо. Они сега имаат iPhone, имаат интернет, патуваат во Европа и слично. Сега, мислам, социолошки гледано, ќе си треба време за да се повеќето од нив да се нели културно да се наобразат и шириш. Меѓутоа пак тоа е еден вид предрасуда. Ако збориш ти со луѓе во градовите кои што веќе се нели со некои тие малцинството кои што има генерацијски добар живот, но од нив се и многу запознаени за светска политика и слично. Оно што ми е мене интересно е што културно, например, има многу силна, оно што рекол за Југославија. Значи, тука е контроверзно со носталгичен, ама
таксист дури у Кина, каде се збори за Тито, за Валтер Граней Сараево, за кошарка, за не знам шо. Така што тие се некои предрази што може сами ги направим сега, ама ете, негде у светот тоа пали и функционира како негов капитал. За овие земји, например, многу се збори. Јас се шокирав сега кога последните 2 пати во Кина, дека на вести цело време оди за Белтен Роуд и особено и за Источна Европа, стално некој пољак збори на телевизија, некој Србин, некој нешто. Знаеш, полека се гради таа. Сега тоа е исто каква парадигма имаш, дали културата доле ја формира политиката горе или политиката формира културата. Ја се нека повеќе второто, особено во случајот на Кина. Особено кај што имаш се уште народ кој што нели допрва стигнува нека материјална состојба да може да размислува за нешто поише од секојдневната задоволување секојдневните потреби. Така што мислам тоа, она што е секогаш, она што го сметам е како бенефит од кинескиот дискурс, особено ја што сум изложен на него, е што конкретно од тој дискурс секогаш има оној оптимизам и она што можеби типично за социјалистички земји, лимитите на човековото достигнување. Значи, таму се збори, например, во големите градови за електрични коли и електрични скутери. Новата регулација е дека не смее да има скутери на што чадат, што користат гориво. И дека сега повеќето градови прават договори со електрични производители на електрични автомобили да ги заменат таксињата на гориво со електрични коли. Сега влагам такси викате таксистите, еве ти си од Европа, вие сигурно во Европа возите сите електрични коли, пошто вие сте многу развиени. Знаеш, и сега нешто, и тоа е дебатата таму, значи дебатата е за што знам, изградиле пловечка соларна фарма или соларна фарма во форма на панда. Или знаеш, некои такви работи и доаѓаш во Европа и тука се збори за апокалипси, војни, чуда, Трамп и што се не. Така што мислам и на нивото кога нормално тоа се може да кажеш дека пропаганда е инструирана и слично, а мислам дека за да се движи некако напред на општество му треба на таков импетус и конкретно ја зашто не сум прашувал други да сум ентузијаст. Не е онака нормално сум и критичен, ја можам тука еден сат лоши работи да зборам за Кина, нели. Ама генерално моето чувство е такво. Има разслојување, значи точно е дека она што го релативизира Ден Шопин, сите ќе се обогатат, ама некои ќе се обогатат пред другите. Значи има луѓе што имаат многу профитирано, има луѓе што немаат толку профитирано. И тоа тенденцијата е дека тоа се адресира со мерки. Значи Джини коефициентот во даден момент достигнува врв, последните години паѓа. Така што доправа кога ќе се мислам дека доправа ќе се справуваат со тие предизвици. Се уште кога збориш ти со кинезите и особено има нели луѓе кои што од народот Кина го фураат тој дискурс дека сега Кина нема да Покојчино и слично. Не знам точно. Околу 40. Помалце е сега. Помалце од Македонија. И сега, например, ти викаш на генците, вие сте супер сила, не вика, ние сме земја во развој, ние доправа, вика, треба да решаваме нашите проблеми. Знаеш, така што пак на глобално ниво, значи сега ако ти ги земеш Пекинг, Шангај, Гуанчжоу, големите градови, тоа се, значи градови што се поразвиени од било кој европски и американски град, јас се тврдам одговорно. И тоа ако ги земеш ти малите места, тие има неразвиени. Имав можност пред 4 години да се запознам со директор, 27 годишен кинез, кој што беше тука со фирма со обрт 40 милиони евра во Македонија за 4 години. Мајка ми го запознав, мајка ми му го чуваше детето. И значи човекот беше мен with a plan, значи жената, неговата жена молеше мајка ми да не му говори воопшто македонски на детето, бидејќи се знаеа дека некој работи за неколку години ќе се смена и точно се знаеа колку време ќе бидат тука, кој обрт треба да го направат, кога да се заминат и дека немаат некоја надеж за иднина, заради тоа и детето нема зошто да слуша македонски во тие млади години. И кога ги прашав ако веќе е толку добар обртот и делуваат прилично задоволни, среќни, зошто не би размислиле, не знам, да продолжат, да направат нов проект,
да има поголем обрат на пари или нешто слично или друго. Немаше никаква таква опција во неговата перцепција и ми кажа дека откако ќе се сменат некои работи, ќе дојдат други фирми, други луѓе. Го прашав како успеал да стигне да биде директор на компанија која што ќе направи обрт од 40 милиони за 4 години тука, на 27 години. Го одвегна многу дипломатски прашањето, ама ми остави онаков сомнеш дека намерата воопшто не му е искрена. Воопшто нема во тоа што ти го раскажуваш дека они имаат желба да помогнат. Немаше таков момент кај него во муабетот со мене, се не дека нешто сакаше да каже дека сакаат да одмогнат, него си имаат работа, таа работа им е тотално предетермин, договорена, нема некои ризици, си ја завршуваат работата и си бегаат. И после тоа би дошле некои други, кои што би бркале нешто скроз различно, кое што нема да влегува во нивниот домен. Тие ќе си бркаат друго нешто. После тоа пред прилика беше државна или приватна? Немам таква инфо ствар. Да не е за која фирма само збор, да не е за Синохидро. Не. Која фирма кинеска има толку голема во Македонија, освен Синохидро? Не знам, стварно. Има ситни фирми. Еве нека биде како шпекулација, земи го како сакаш. Ме интересира ти да ми кажеш, ако може и да спекулираш, да ми кажеш лично мислење твое на темата. Сега откако се дошло тоа ја што го кажуваш промената. Еве сега, например, да речеме дека дошла промената. И сега ќе треба некои други, не знам, фирми, елити, компании да се спојат. Точно, значи, тоа е добра коментар, затоа што нормално треба ќе збориш со човек од компанија, тој си има мисија и тој е таму станен за таа цел. Значи, самите кинези кога викаат win-win, тоа е нивниот, сега зборате за win-win-win, па triple win, ама моментот кога станува win-win е моментот кога сваќаат дека чекај, ние треба ставаме како бизнес да го водим. Значи не е дека они доаѓаат и тука даваат грантови, тука даваат кредити. Не е дека тука они доаѓаат и го прават тоа за нас, они тоа го прават и тоа имаат генерираат профит. После тоа читав многу добра анализа преди колку месеци што ви Да, кажат кредити даваат за да земат уште поголема Идејата е дека особено со инфраструктурните и градежничките проекти се наменети, значи да има некаков бенефит и додадена вредност за локалната економија. Ако видиш, например, тоа што не се збори најголемиот кинески проект во Македонија, кој е? Козјак. Тоа е апсолутно... Не е више Козјак, автопазите се. Не, се изпое, уште не се довршени. Исто, автопатите. Добре, автопатите, ајде. Добре, ми Козјак е ставен. Ама пак е парадигма, Козјак или автопатите, зашто за да збориме повеќе? Може да... Не ви. Сам да кажам. Организира. Оно што само да кажем, ја зборам тука за државен дискурс. И нормално е дека и државен дискурс од страна на Кина. Така што и тоа е начин да се работи. Значи, сега ти кои се опциите за справење со Кина? Еден е да ги сметаш сосема со сомнеш да тотално да ги исклучиш тоа што беше пристапот до пред негово време. Другиот пристап ти да ги преемнеш да тоа не е изводливо, затоа што по сила на нешто да секој ќе знае. Она што за може да се искористи максимумот од потенцијалот е да се испреговара, да се најде, да се идентификува, да се направи добра анализа што е можно и што ќе функционира и што ќе биде ефикасна соработка. Значи, ако ќе сте викаат, имаме ние 10 милиарди фонд за проекти во 16 земји и после 60 милиарди. Тоа значи имаат кредитна линија 10 милиарди евро. Ама што е после? Па имаше една, сега се збори за уште една. Тоа за тебе значи дека ти во тој момент треба да видиш што треба од инфраструктура тебе, кои се нивните интереси, да спремиш проект, да спремиш тим кој што ќе спреговара. Оно што во втором цело време многу важно е да се спреговара и како ќе се пристапи на ги.
Значи ти со кинез па правиш бизнес, ти мора едно 5-6 пати да се видите, да јадете, да пиете, да правите мојот за светот, пред воопшто да почнете за бизнес да зборите. Нема друго. Значи, има цел начин како се представува и како се гради доверба и се до тоа. И тоа важи и за приватно и за државно ниво. Тука сме спремни. И Ништо ни ќе се врати само да кажам, за да се избегнало моментот нормално, ти ако испреговараш лош договор, нема да имаш шанс. Ако се вложиш во тоа, можеш многу да, значи, моментот на искористување е многу важен. Африка има стимулирана, значи, Етиопија има 11%. Да, имаше там едно патче доле на кај Етиопија помош, што... Има милион други, меѓутоа Етиопија во моментов има цел бум, во големо мера благодарение на стратешки насочени кинески проекти. Автопати, фабрики, социјални станови, училишта, што е да. Твое мислење е дека тие дошле од план на Етиопија, не од план на Кина? Па заедно. Заемените, значи win-win. Тоа што не може да. Кој е главиот подарок меѓу време? Затоа што има ми работа до people exchange. Значи, мораме да го надвинеме тој страстите дека или очекувањето на научија страстите дека грантите го даваат да ти прави што сака. Кинезот вликува, значи од највисоко ниво до да биде таа win-win ситуација, да сите значи. Ако партнерот вас бара, вие да се вложите со време, со напор, со труд и освен оној бизнес однос, треба да го развиете и човечкиот однос. Затоа се тие вечери, тоа е целна култура на општење и на традиција, затоа што освен монетарната размена, тука треба да има и некоја доверба, одредени социјална идентитета која треба да се одржи. И тоа е, мислам, и целта Анаса што сака да каже. Нема тука никакви задни намери, поентата е ние да сме доволно интелигентни, тоа да го искористиме. Значи да сватиме дека треба да вложиме труд, никој нема да ви даде 2 милиона долари и ви ќе правите што сакате. Вие треба да покажете дека имате визија, дека знаете и дека од тоа ќе направите профит, кој ќе носите профит за себе и за него. Ја би рекол, може да се направи кост-бенефит анализа. Ако може да се изведе нешто без кино, нека се изведе. И тоа мислам дека, особено ако се види сега програма на инфраструктура, не знам колку градење инфраструктура, ако се види кои се можностите за се до тоа, за нешто ќе мора да се работи. Значи, Кина е една од опциите, да така да стане. Една од опциите која што се зголемува како помощ. Значи, ако се најде грант од друго место, зошто да не? Значи, не се заедно исклучиви работи. Меѓутоа, моментот е дека се создава политичкиот момент, што не го спомнав, а сега го спомнам, моментот на регионална соработка, кој што никој не го промовира како таков. Никој не промовира создавање економски коридор помеѓу Грција, Македонија, Србија и Македонија. Значи, тоа е идеја за која што треба поддршка од други партнери, така што нема поддршка од други партнери. Како што е многу клучна, една од клучните работи за, например, потенцијално решање дипломатски спорови со Грција. Затоа што секогаш е многу битно поврзувањето и оно што се случува на терен, не е само високата дипломатска